Состојбата со ковид пандемијата останува непроменета, односно без поголем пораст на бројот на ново заболени лица. Според податоците од Министерството за здравство, во изминатото деноноќие биле направени 2831 тестирање, а регистрирани се вкупно 298 нови случаи во целата држава. Од нив 4 се во Кочани, а 3 лица во Виница. Глобално, во општините од источниот регион најмногу заболени се евидентирани во Штип 9, а најмалку во Пробиштип само 1. Во изминатото деноноќие во државата биле регистрирани и 335 оздравени пациенти, од нив во Кочани се 12, а во Виница 1. Во текот на изминатите 24 часа евидентирани се 6 починати лица во болнички услови, од кои по едно од Прилеп, Велес, Скопје, Кратово, Демирхисар и Охрид. Согласно регистарот на починати со дијагноза COVID-19, дополнително биле пријавени уште 4 лица на возраст меѓу 77 и 85 години. Меѓу нив и едно починато лице од Кочани. Од пријавените дополнително починати лица, 3 се во домашни, а едно лице починало во болнички услови. Советот на општина Зрновци ја одржа третата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 20 на точки. Тие главно се однесуваа на плановите и програмите за работа на локалната самоуправа за наредната година во областа на инфраструктурата, урбанизмот, комуналиите, како и во здравствената и социјалната заштита и други дејности што се во нејзина надлежност. Освен тоа се разгледуваа и програмите за справување со бездомните куќиња, како и за енергетска ефикасност и за еднакви можности на жените и мажите. По предлог на градоначалникот Борчо Коцев, дневниот ред на седницата беше дополнет и со барањето од водостопанската подружница Брегалница, општина Зрновци да обезбеди нафта за градежната механизација, што ќе биде ангажирана за расчистување и поправка на речните корита, што беа оштетени од зголемениот водостој, како и за санирање на штетите на земјоделското земјиште. После пристигање на ова барање, информирав се и направивме увид у буџетските средства што се на располагање во оделението за финансии. За подставка за вакви работи има предвидено, мислам, не знам колку е на почетокот на годината предвидено, али на располагање има 20.000 денар. Тоа е некаде околу 350 литра нафта. Машините, како што ми информира директора на Брегалница Кочани, тие машини што ќе извршуваат ископ, некаде на ден трошат околу 100 до 150 литра нафта. Значи, имаме можност да обезбедиме нафта за функционирање и санирање на овие речни корита, дводневно работење на тие машини. Без дискусии, членовите на Советот на општина Зрновци го прифатија предлогот, при што беше заклучено дека при обезбедувањето на нафтата за градежната механизација неопходно е да има представники од локалната самоуправа. На крајот од третата седница на Општинскиот совет на Зрновци, присутните имаа можност да поставуваат и советнички прашања до градоначалникот Коцев. Комуналната општинска депонија во Виница, лоцирана кај селото Лески, почна да се третира со алги за да се спречи горењето на органскиот отпад во неа и ширењето на чадот во целата Кочанска котлина. За оваа намена, локалната самоуправа на Виница склучила договор со фирмата Центар Комерц од битолското село Могила во вредност од 680.000 денари. Градоначалникот на Виница Миле Петков објави дека според договорот правниот субјект е обврзан депонијата да ја третира на природен начин, односно со природни алги, слично на Кочанската депонија кај селото Бели. На тој начин се спречува незиното палење и согорување. Во меѓувреме бил добиен и одговор од Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со барањето за дислокација на депонијата кај Лески. Од таму информирале дека до крајот на овој месец ќе се одржи координативен состанок на кој ќе присуствуваат представници од општините од источниот и североисточниот регион. На состанокот треба да се утврдат роковите за спроведување на одлуката на владата за дислокација на нелегалните комунални депонии. Меѓу другото, во одлуката стои дека комуналниот отпад од општина Виница до изградбата на регионалната депонија во Свети Николе ќе се отстранува на времена локација во местноста Тупанец во општина Кочани.
21 редовен студент кои студираат на државните универзитети ќе добијат едногодишни стипендии што сопствениот буџет ги обезбедува општина Кочани. Финансиската поддршка ќе им биде исплатена за период од 10 месеци за тековната студиска година. По јавниот повик на конкурсот, со кој беа планирани вкупно 30 стипендии, во предвидениот рок пристигнале 23 пријави. Комисијата утврдила дека двајца кандидати од вкупниот број пријавени не ги исполнуваат критериумите, односно едниот студира на приватен универзитет, а другиот не ги задоволува определените услови за стипендирање. Веќе е изготвена и ранг листа на студентите што ќе добијат финансиска поддршка, при што забележлива е голема разлика во бодувањето, за што причина се различните критериуми според кои се доделуваат стипендиите. Се очекува деновиве студентите да ги потпишат и договорите со што ќе може да им се исплаќаат по 3000 денари месечно. Приоритет за стипендирање имаа студентите кои студираат на струки што се утврдени како дефицитарни во општина Кочани. Од нив 9 се на медицински и фармацевтски науки, 4 на градежништво и архитектура, а останатите се запишани на општествени и природни науки. Меѓу критериумите за доделување стипендии, Општинската комисија го имала предвид и успехот во студирањето и материјалниот статус на студентот, при што дополнителни бодови добиваат децата на самохрани родители, како и студенти со посебни потреби. Во средата вечерта во Центарот за култура Бели Мугли се одржа промоција на алманах со литературни творби, посветен на 82 годишнината од излегувањето на стихозбирката Бели Мугли од македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин. Настанот е дел од редовната годишна програма за работа на институцијата, а со него таа го одбележа и својот патронен празник. На 21 септември беше објавен конкурс во кој што беше од ревијален карактер и се повикуваа нашите сограѓани да ни опишат како низ ликовни творби, низ книжевни творби, допишат како ги доживуваат Рациновите Бели Мугли. Конкурсот траеше до 30 октомври, пошто сите творби беа собрани и еве денеска ја вршиме промоцијата за алманахот. Тој е дел од годишната програма на Центарот за култура, финансиски поддржан од Министерството за култура, а главен спонзор печатница Генекс. Во алманахот на Центарот за култура Бели Мугли се поместени 11 литературни творби. Тие пристигнале на литературниот конкурс на тема Како ги доживуваме Рациновите Бели Мугли. По подолг период, Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани повторно ќе се активира и ќе ги организира клубовите во регионот. На годишното изборно собрание што се одржа во средата вечерта, а на кое присуствуваа и 4 представници од Фудбалската федерација на Македонија, по краткото образложение на дневниот ред и состојбата во која досега се наоѓаше сојузот, се премина на избор на претседател. При тоа едногласно со 19 гласа од присутните делегати беше поддржан предлогот во наредниот период прв човек на Општинскиот фудбалски сојуз да биде Александар Андов, спортски работник и актуелен шеф на стручниот штаб на второлигашот Осогово. Сакам да заблагодарам на сите присутни делегати кои што имаа право на глас и кои што ми дадат вербата да го водам Општинскиот фудбалски сојуз при Кочани. Знаете дека ние немавме подолг период ОФС Кочани од некои непознати причини, еве смогнавме сите заедно да се обединиме, да го вратиме Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. Се надевам дека со една транспарентна, успешна и макотрпна работа ќе го вратиме и рейтингот на ОФС Кочани, оному кој што застана, и дека ќе имаме успешен мандат и дека заедно како поддржувачи на Фудбалската федерација ќе успееме да донесеме еден добар ОФС во Кочани и дека ќе имаме еден успешен 4-годишен мандат. Со самото замрзнување или неодржување на собранието на ОФС Кочани, едноставно Општинската фудбалска лига немаше двигател кој да ја движи, а знаеме дека таму е недобриот избор и дека целта на ОФС Кочани, нашто Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, е токму таа општинска лига. Знаеме дека од таму излегуваме многу фудбалери, многу тренери, многу спортски работници, многу судии и јас мислам дека акцентот треба да го ставиме таму, да ја вратиме неа, да го вратиме сејот на таа Општинска фудбалска лига и дека заедно со неа ќе го вратиме и бројот на делегати и бројот на екипи кои што членуваат при ОФС Кочани. Новиот управен одбор на Општинскиот фудбалски сојуз ќе има 7 члена, а надзорниот 3.
Делегат на Сојузот во Фудбалската федерација на Македонија ќе биде председателот Андов, а за заменик е избран Оливер Јовановски.